По дефиниција, дебелината е медицинска состојба во која прекумерните телесни масти се акумулираат до степен што предизвикуваат несакани последици по здравјето, што пак доведува до намален животен век или бројни здравствени проблеми. Од друга страна пак, дебелината е главна причина за смрт која што може да се спречи. Нутриционистите години наназад бараат начини да им помогнат на сите кои што намерно или случајно влегуваат во оваа категорија пациенти. Живееме со предизвиците на модерното време на високо загадена животна средина, контаминирана храна, постојан стрес и сето ова го оптоварува телото и умот, а со тоа се ограничува квалитетот на живот. Нутриционистот Сашко Дрвошански е посветен во напорите за подобрување на здравјето, преку стратегии базирани на конзумирање на интегрални, природни намирници, кои што обезбедуваат енергетски баланс кај човекот. Постојат луѓе кои држат диети кои сами си ги припишуваат, па наместо да си помогнат на своето здравје, напротив го нарушуваат. Како да знаеме кои состојки го хранат нашето тело со здравје и енергија, а при тоа помагаат во симнувањето на килограмите? Индивидуалноста е голем фактор во насока на креирањето на персонализирани диети, односно режими за исхрана на луѓето. Меѓутоа, тука чест проблем е луѓето поведени од разни, да кажеме, информации кои што може да ги видат преку медиумите, да ги прочитаат на интернет, разни трендови, некои нови диети можеби, се поведуваат по тоа, пробувајќи, значи, некој наводно побрз или поефикасен начин за слабење, за регулирање на тежината. И тука често се прават грешки, затоа што, за жал, денес постојат голем број на заблуди, постојат многу дезинформации, постојат голем број на модерни или тренд диети, кои што дават некаков учинок и може да дадат резултати на краток период, меѓутоа, доколку не се подготвени во согласност со основните физиолошки принципи на тоа како функционира телото, како функционира метаболизмот, тие ќе ги дадат резултатите за период од недела или 2-3 недели, меѓутоа после тоа може негативно да се одразат не само што ќе ги вратиме килограмите, дури можеби и повеќе да добие телото, но уште поважно може да се загрози и здравјето. И често има случаи кога луѓето врз база на некои нивни диети или сериозни рестрикции во однос на внесот на храна, обидувајќи се за пократок период да ја намалат тежината, во принцип го загрозуваат своето здравје, добиваат одредени хормонални дисбаланси со кои што понатаму подолг период со месеци се мачиме да ги вратиме во нормала, да кажеме. Зборуваме за мода во диетите. Еден период беше модерна диетата Обединети нации, потоа имаше експанзија на диетата хронодиета. Или порано ако беше дека свинската маст никако не сме да се употреби во исхраната, особено ако сакаме да ги намалиме килограмите, во хронодиетата таа беше баш дека мора да се користи. Дали овој тренд, да речеме, на диети проаѓа за година, две, зависи нели секоја диета различно, се менува поради тоа што се покажале како недобри претходните? Вистината е на средина. Точно е дека, например, етика и хроноисхраната, внесот на масти, за кој што науката покажува всушност дека може да биде точно основата на слабењето, затоа што доколку ние го прилагодиме нашиот организам ефикасно да ги искористува мастите како енергенс, а не само јагле-хидратите за кои што сме навикнати, тогаш кога тој дали ги внесуваме мастите или ако не ги внесуваме мастите, ќе може на ист начин да ги искористува и мастите кои што како резервна енергија се наталожени во масните наслаги на нашето тело. Значи тоа е сознание кое што науката го потврдува и она што е важно да кажам што избалансираниот внес на храна, на макронутриенти кои што се потребни да го задоволат метаболизмот или да овозможат регулација и намалување на телесната тежина, всушност денес ги надминува оние постари, да кажеме, теории, односно сознанија кои што се применуваа во диететиката за броење и мерење на калорискиот внес. Веќе создавањето на диети или режими на исхрана за слабење на база на рестриктивни диети, на база на сериозна рестрикција на внесот на макронутриентите се покажа како недоволен и неефикасен, затоа што не можеме буквално да ги следиме само калориите како калории на тоа каков калориски или енергетски внес дава храна. Туку треба да гледаме какво е потеклото, односно не е иста таа една калорија дали ќе ја внесеме ние од чоколадо,
од леп или од геврек, или калоријата која што ќе ја внесеме од тиква или од јаболко или некој друг производ кој што исто така содржи на пример јагле-хидратни молекули, односно гликоза како да речеме основен енергенс. Голема е разликата затоа што севкупниот состав на таа намирница, односно тој продукт кој што е носител на пример на тие енергетски молекули, тој севкупен состав прави разлика дали имаме ние тука дополнително ензими, дали имаме микронутриенти и каква ќе биде таа сигнализација во процесот на дигестија на храна, во процесот на обработка на храната, односно каква ќе биде хормонската сигнализација како организмот понатаму со тие калории, со тие елементи од храната ќе се справи и тие врз основа на тоа може да дадат различен ефект. Значи, как ќе повторам, она стара равенка дека треба сериозно да го намалиме внесот на храна за да ослабнеме, може да даде ефект само на краток период, меѓутоа тука организмот после кратко време, после само неколку дена или можеби 1 до 2 недели, ќе го активира одговорот на стрес, бидејќи таквата силна рестрикција на внес на енергија и на калории, организмот ќе го доживее како состојба на гладување, па се активираат тие механизми за преживување со кои што ќе се блокира тој процес и ние веќе нема да можеме да слабееме. Напротив, може после тоа да биде многу силен тој сигнал кој што ќе бара внесување на храна со цел да се надополнат резервите како дел од тој механизам за преживување. Што значи добро избалансирана исхрана и кои се позитивните ефекти од истата? Добро избалансирана исхрана првенствено значи балансирање на макронутриентите, јагле-хидратите, мастите и протеините. И генерално веднаш ќе кажам дека кај нас во Македонија, па и на Балканот пошироко, постои еден сериозен дисбаланс, односно прекумерен е внесот на јагле-хидратите во споредба со другите макронутриенти. Јас знам дека стандардите препораки и од Светската здравствена организација, и од оние релевантни институции во Америка и на европско ниво кои што ги кажуваат всушност како треба да биде распоредот на макронутриентите, генерално се поклопува со тоа дека најголемиот внес на макронутриенти треба да бидат всушност јагле-хидрати, меѓутоа, за жал, тие препораки децении наназад не даваат резултати во правилно одржување, регулирање на тежината, намалување на тежината и сепак таквите препораки, еве сме сведоци дека се уште се причина да оние хронични заболувања што ги има во развиените цивилизирани општества, како што се дијабетисот, како што се кардиоваскуларните болести, па и дебелината да бидат во пораст. Затоа сметам, врз основа на најновите научни сознанија, дека и, пак ќе кажам, генерално кај нас во Македонија треба да го намалиме внесот на јагле-хидрати, првенствено јагле-хидратите што доаѓаат од житарките и тоа во вид првенствено на рафинирани всушност брашна и рафинирани производи од житарките, премногу се конзумира леп, пецива, но вклучително и ориз и компир практично како основа на секое јадење, а за сметка на тоа треба да се даде малце поголем простор на внесот на протеини и на масти, секако дозирано зависно од возраста и од потребите на организмот. Меѓутоа, долги децении наназад неправедно беа оцрнувани мастите како виновници за сите системски хронични заболувања и за појавата на кардиоваскуларните болести. Сега, вистината е комплексна, меѓутоа тоа не е баш така. Генерално на организмот му се потребни здравите масти, пред се како незаситени, но и како заситени масти, кои што се важни за функцијата и на мозокот, за функцијата на секоја клеточна мембрана, ендокриниот систем и така натаму. Балансираната исхрана е важна за одржување на добро здравје и може да помогне да се чувствувате посилно и подобро. Во месец јануари, особено по празниците, веројатно заборавивте на сите правила за здрава и избалансирана исхрана. Обилни оброци и многу шекери беа во вашето дневно мени. Нутриционистите велат, време е за детоксикација на организмот. Правилната исхрана е повеќе од потребна на вашето тело. Американците последнава деценија одлучија со оваа болест на модерното време да се справат со хирушки нож. Бариатрик слив е хирушка интервенција при која што се крати 75 до 80% од желудникот. Ова е процедура која што процентуално најмногу и најчесто се изведува на територијата на Соединетите Американски држави, но последнава деценија со овој начин на справувањето со дебелината се запозна и Македонија. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата.
Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Ријана Рамис од Скопје денес има двоцифрен број килограми, но до пред 2 години приказната била сосема поинаква. Со незините тогашни троцифрен број килограми, секојдневието воопшто не е било лесно. Ова е флексија за незината борба со дебелината, за операцијата ризикот и животот потоа. По професија е виолинист, им предава музика на учениците во музичкото училиште во Скопје и Куманово. До пред неколку години носела конфекцијски број 48. Денес влегува во 40. Насмеана е одлучна со својата приказна да мотивира многумина други, да најдат начин да бидат и посрекни, но и поздрави. Ријана, во 2013 година Лекарската асоциација на Соединетите Американски држави ја класифицира гојазноста или дебелината како болест. До пред некоја година и ти влегуваше во таа група на условно кажано пациенти. Како изгледаше твојот живот тогаш? Како стигна до тие килограми кои што реално ти биле проблематични? Значи, јас сум родена нормално бебе, 2,9 грама. До мојата 5 годишна возраст сум била сосема нормално, меѓутоа веќе кога сум била 5 години, гледајќи ги сликите од игротека Другарче, од забавиште, веќе се приметува мојата дебелина како дете. И несвесно, и јас не знам како, си бев најдебела и во основно, и во средно, и на факултет. Како јас, така и моите родители се секирале за мене и се обиделе и со ендокринолози, и со доктори, да видиме зошто нивното дете е гојазно. Знам дека бев пациенти на детска ендокринологија, меѓутоа, конкретно зошто сум дебела немаше диагноза. Нормално дека во текот на мојот живот имам пробано и диети, и прашоци, спорт, меѓутоа, јас и пораснав како дебела девојка. Се до 3 мај 2018, кога решив да заминам на хирургија за гојазни, обеси срџери, метод бариатрик слив кај доктор Гурда Лорен во Истанбул. Пред да продолжиме со операцијата, ќе се вратиме на животот како гојазна девојка. Колку реално ти пречеше таа гојазност или дебелината во секојдневните обврски? Видете, јас бев гојазна, меѓутоа не бев болна. Меѓутоа сепак гојазноста, дебелината пречи. Девојка која што не може да облече било што сака, која што секогаш, за жал, иако сум била и интелигентна, и паметна, и од добра фамилија, секогаш погледите на другите и гледањето во огледало ми пречеше лично на мене. Каде и да сум отишла, секогаш сум била и дотерана, и убаво облечена, меѓутоа погледите од другите секогаш беа убава девојка, ама погледнете колку е она дебела. Реално јас немав здравствени проблеми од тоа, меѓутоа човек како расте, почнува да размислува за иднината. Нормално дека гојазноста си носи болести. Размислувањето околу таа тема, околу иднината на мојот живот, правеше јас да дојдам до некое решение за да ослабнам. Како што спомнав, јас сум била запишана и на фитнеси, на пливања, сум била пациент и на нутриционисти. Меѓутоа, гојазноста беше мојот единствен најголем проблем. А што е со пазарењето? Како изгледаа деновите кога ти требаше да одиш на шопинг? Колку нашите продавници, колку Македонија има бројчиња за гојазни, за крупни Тоа е извлечени? најголемиот хорор кој што го доживеав и како тинејџерка и како млада девојка. Значи, јас не можев да направам шопинг како девојките кои што ги гледам денеска, нели, што сакаат може да си земат. За жал, јас бев девојка која што морав да купам таков број како што има во продавниците. За разлика од денес што веќе се е сменето и самата си се чудам како е тоа возможно. Значи, навистина лоша ситуација кога една девојка млада сака нешто да купи, меѓутоа тоа или не стои убаво,
кога ќе го облечеш или нема број. Спомена што се имаш пробано за да ги намалиш тие килограма и уште еднаш да ни повториш. Значи диети, третмани, вежбање. Значи, чисто за да покажеме на луѓето дека операцијата не дошла сама по себе. Јас сум втора ќерка во нашето семејство. Сестра ми е постара од мене 5 години, девојка која што беше сосема нормална со незините килограми, за разлика од втората ќерка на Али и на Семика, која што е од мала, дебела, гојазна. Значи, буквално, они пробувале со мене се и диети, ме запишувале на спорт. Понатака бев пациенти на хроноцентарот, бев конзументи на протекал. Буквално сите можни диети ми се познати, и уна, обединети, нација се викаше диетата 21 ден, значи буквално сите луѓе мене што ме познаваат, сите знаеа дека јас сум на диета. Имав резултат од минус килограми, одредени. Меѓутоа, штом процесот ќе престанеше, килограмите несвесно брзо се враќа. Навистина ви кажувам дека несвесно брзо се враќа. Значи сум имала резултат буквално со се. Меѓутоа, тие јојо ефекти допринесува само да добијам камења во жолчката, па така 9 месеци пред операцијата која што ја направив кај доктор Гурда Лорен, јас веќе оперирав, извадив жолчка со камења. Тоа е само од плюс и минус килограмите кои што ги имам добиено со диетите, кои што буквално цел живот. Памтам во средно училиште држев диета со лимон и јас добив С витаминоза, значи јас бев целата исфрлена. Значи сите знаат дека Ријана беше на диети буквално цело време. На сите родендени, на сите коктели каде што сме свиреле, Ријана на диета, а Ријана гојазна. Колку тоа постојан режим на исхрана, постојано бидување на диети, колку тоа реално фрустрира? Па реално фрустрира многу. Меѓутоа, ете, човек да кажам, па јакне и карактер со тие диети. Сепак, секоја гојазна личност, мислам дека колку толку има некоја дисциплина, меѓутоа не е таа константна дисциплина. Јас мислам дека сите гојазни ние треба да посетуваме искрено психијатар и да работиме на нашата самодоверба, за да бидеме дисциплинирани во животот. Вистината е дека дебелината не го прави човекот ниту попаметен, ниту подобар, ниту полош. Меѓутоа, дебелината мораме да размислуваме дека е причинител број 1 за многу болести. Почнувајќи од ортопедски проблеми, дијабет, хиперинсулинемија, кај девојките проблем со полицистични јајници, значи дури и одредени видови на канцери, причинители се плюс килограмите. Ако се плашиме за нашето здравје, навистина секоја гојазна личност треба да размислува што со дебелината. Холивудските звезди поголемиот дел од својот живот го поминуваат во строга дисциплина во однос на исхраната, обидувајќи се да изгледаат што подобро. Следниве начини за намалување на телесна тежина можеби ќе ви изгледаат чудно, но познатите личности ги користат, а нивниот ефект е очигледен. Бионсе одбивала да јаде тешка храна за да може да ја намали тежината, поради незината улога во Dreamgirls. Таа 2 недели пиела само вода со лимон, зачинета со бибер, а понекогаш и со додатоци од свеж зеленчук на врвот. Резултатот се покажал како неверојатен, но пејачката признава дека не би го повторила овој експеримент повторно. Наградата за најдобар актер Метју Меконахи ја доби со вложување на голем напор. Тој со помош на ригорозната диета за 4 месеци изгуби речиси 20 килограми. Диетата на база на многу течности и протеини, но Метју вели дека за него психолошкиот притисок бил најтежок. Кристина Агилера за себе вели дека јаде невообичаено. Секој ден наруча нешто крцкаво, меко, ладно и топло, но практикува храната да биде во иста боја. Например, доколку понеделник е предвиден за храна во бела боја, тоа може да биде сирење, урда, келј и слично. Кога станува збор за губење на вишок од килограми, сите сакаат да се случи брзо и едноставно. Сепак,
Сите истражувања укажуваат на тоа дека губењето на килограмите е најефективно и најздраво кога тој процес не се случува преку ноќ. И уште поважно, кога се храните здраво и внесувате во вашиот организам се што му е потребно за тој нормално да функционира. И што кога ќе дојдат кај вас со барање дека сакаат да ослабат 15 килограми за еден месец? Па едноставно велам дека тоа не е природно, здраво и физиолошки одржливо решение. Теоретски може да се ослабне 15 килограми, меѓутоа тоа би било контрапродуктивно затоа што понатаму тоа може да предизвика сериозни последици по здравјето. Оптимално во периодот за еден месец би можело да се ослабат, да речеме, 6 до 8 килограми. Она што е важно за лицата кои што сакаат да слабеат е да ги променат прехранбените навики и она што како режим на исхрана ќе го воведат, кој што може да има повторно одредени денови со рестриктивен внес, но велам одредени денови, а не континуирано рестриктивен внес, со цел да ги изиграме оние сигнални, метаболни и хормонални механизми во телото. Чисто ќе се добие начин и информација како правилно да ја комбинираме храната. Која храна во кој период од денот да ја внесуваме, затоа што, велам и веќе спомнав, количината во суштина не игра голема улога, сега ние нормално не треба да се прејадуваме, меѓутоа правилното слабење и регулирање на тежината значи да се најде начинот што е најефикасно за дадениот организам, да се знае како да се игра со хормоните и хормонската регулација, за од една страна ние да имаме период на слабење кој што е лесен за човекот, кој што може да го издржи, кој што не го чувствува како гладување, да чека да поминат тие неколку недели за да се врати на старите прехранбени навики. Туку, значи да го активира тој процес, да види, да му се покаже дека може со промени на начинот на внесена храна, со промени на комбинациите на елементи и прехранбени продукти во оброците, да се откочи тој процес на слабење, кој што понатаму ќе си го свати едноставно како нов начин на исхрана, кој што ќе помогне во намалување на килограмите, а од друга страна ќе помогне во подобрување на здравјето, подобрување на енергијата, и само тоа е вистинско и одржливо решение кога луѓето не го сваќаат тоа како диета или слабење, туку како начин на живот и исхрана, со кој што лесно ќе постигнат, односно во период од месец или неколку месеци, зависно од потребата, ќе постигнат идеална избалансирана телесна тежина и потоа лесно ќе ја одржуваат. Да зборуваме и за водата. Која е вистинската количина која треба да се внесе во текот на еден ден, бидејќи многумина ќе кажат, па не чувствувам жет и немам потреба од внес на голем број на течности во текот на денот. Оние препораки од 2,5 до 3 литри вода што ги кажуваме, треба да се сватат релативно. Значи не може некој организам што е 50 кг и некој што има 80 или 100 кг да има потреба од иста количина вода. Значи тој внес на вода може да варира и од литро и пол или од 2 литра па и до 3-4 литра. Исто така зависи од делот од годината, односно температурата што имаме надвор, односно во просториите каде што го поминуваме денот, од физичката активност што имаме, значи тоа е релативно и треба да се свати во поширока смисла, но важно е помеѓу оброците да се трудиме редовно или барем на еден час да испиеме барем една чаша вода, дали ќе биде тоа или незасладен билен чај, меѓутоа да не ја поистоветуваме водата и незасладените чаеви со сокови и некои други напитоци кои што може да ги внесуваме, кои што може да бидат и здрави, може да бидат замена за оброк, но не треба да сметаме дека еве на тој начин внесов некаков шејк протеински или не знам, сок, топло чоколадо, течност само затоа што е течност, да речем еве добро се хидрирам, и не треба да оставиме на чувството на жет. Интересно е што некогаш всушност практично бидејќи се тие исти или слични сигнали што ги испраќа мозокот, ние можеме да чувствуваме глад, но всушност треба прво да се напиеме чаша вода, затоа што може да станува збор за жет. Да се напиеме чаша вода, да почекаме 10 на 15 минути, јас велам па уште една вода ако треба да испиеме, ако навистина сме гладни, дури тогаш да го земеме оброкот, а на тој начин ќе овозможиме добра хидратација. Ова е период од годината кога владеат вируси и настинки. Како на природен начин да се заштитиме? Во текот на зимата на нашите зелени пазари има широк спектар на овошја и зеленчуци кои што се одлични за нашето здравје.
Треба да се придружуваме на сезонските, например, редовно да внесуваме брокула, карфиол, зелка, ротклици, кои што се извонредни за детоксикацијските процеси, имаат и многу антимикробни елементи, тука се заедно и кромидот, лукот, бразот, кои што ние ги одбегнуваме, меѓутоа помагаат во борба со патогените микроорганизми. Понатаму, значи, многу е важно во исхраната редовно да внесуваме цинк, селен. Селенот наједноставно се внесува преку бразилските ориви, преку месото. Цинкот го имаме во семињата, во јатките, исто така во месото, во рибата, во јајцата, како елементи кои што се потребни на имуниот систем. Магнезиот е исто така важен елемент кој што е потребен за имуниот систем, а го имаме во зелениот лист на зеленчук, во бананите, во јатките, во семињата и така натаму. Витаминот А е многу важен за правилна функција, него можеме да го внесеме или како провитамин од морковот, од тиквата, што сега сезонски ни е достапна како бета-каротен, или повторно од производите од животинско потекло. И овие се основните нутриенти што се потребни за имуниот систем, за тој правилно да функционира. Дополнително, убаво е да се внесуваат редовно билки, зачински билки, суви или свежи, во вид на чаеви или како додаток во исхраната, кои што имаат докажано антиинфламаторно дејство, антимикробно, антивирално дејство. Тука се одлични пиперот, ѓумбирот, жалфијата, понатаму одредени сега билки кои што како додатоци можеме да ги внесеме. Многу важно е да внесуваме пробиотици, затоа што тие не само што се важни за дигестијата, туку имаат клучно влијание и во регулација на имунитетот. Најдобро преку внес на ферментирана храна, еве сега во есента традиционално ние во подготовката на онаа зелка, кисела или друг вид на природно ферментиран зеленчук, или пак преку внесот на кефир, млечен или воден, ќе се овозможи всушност редовен внес на пробиотици кои што помагаат во правилна функција на имуниот систем. Здравата исхрана не само што го подобрува физичкиот изглед, кој е очигледен, туку носи и голем број здравствени придобивки како намалено ниво на холестерол, намален ризик за појава на дијабет, подобрена крвна слика, подобрување во спиењето, мазна и сјајна кожа. Во секојдневниот живот пак се покажало дека лицата кои ги намалиле килограмите водат поактивен социјален живот, имаат поголема самодоверба, подобро расположение и поголема енергија. Февруари изгледа како совршен месец да си направите промена во начинот на живот. Поставете си здрави навики во однос на исхраната. Откако сватила дека сите напори, одрекувања, вежби и третмани нема да помогнат, се одлучила за хирушка интервенција. Бариатрик слив било единственото решение кое што оваа девојка можела да ја премести од категоријата дебелки. Првично, околу овие операции за обеси срџери или хирургија на гојазни имам видено на америчките телевизии. Меѓутоа, тоа сепак беше многу холивудски и несвојствено за мене дека ја можам нешто такво да дочекам во мојот живот. Меѓутоа, 2 години пред 2018, кога јас земав термин за вакво нешто, лично моја прва братучетка, која што живее во Швајцарија, слушнав дека ќе прави ваква операција. Првично си помисли, викам, како е можно девојчево од младо да се реши да оди на хирургија, каде што нормално си има и ризик. Ризик е смрт во медицината. И јас самата си реков, леле, девојчево, шо прави место да оди на нешто, да проба со спорт, како сите ние протекал, салони за слабење. Меѓутоа, кога ја видов после 6 месеци, лично мојата братучетка јас не ја препознав. Кога веќе незе ја видов, желбата и во мене се створи јас да направам нешто такво. Јас како професор по виолина, нормално дека успешна професорка, децата многу ме сакаат, меѓутоа секогаш си размислуваш што ли децата мислат за мене, како ли зборат дома за мене, за нивната наставничка. И така желбата да отидам на оваа хирургија се роди и кај мене. Почнав да истражувам околу оваа операција, нормално и да имам контакт со болници како во странство во Европа, така и кај нашите приватни болници. Нормално си бев на разговор, си добив цена. Меѓутоа, дојдов и до болниците во Турција, за на крај да се одлучам да отидам кај доктор Гурда Лорен. Човек кој што можев да разговарам со негови пациенти оперирани, човек кој што има Инстаграм профил,
каде што има слики од негови пациенти кои што се оперирани. Разговорот со нивните пациенти и нормално со менаџерот главен на доктор Гурда Лорен и цената која што ја добив, допринесе јас да земам термин кај нив. Требаше ли некаква психичка подготовка? Требаше ли било каква подготовка пред да се одлучиш за ваков оперативен зафат? Не требаше никаква психичка подготовка. Јас март месец земав термин кај нив. Знаев дека сите надпревари и околу моите работни обврски со учениците ми завршуваат во мај и знаев дека тој месец ќе можам да отидам на операција. Нормално дека ми израчунаа body mass index, побараа моја медицинска историја и ми рекоа само Ријана, јади што ти душа сака до денот кога ќе бидам таму. И така беше. Значи јас земав термин со една цифра на килограми, кога отидов на операција кај нив бев 3 килограми плюс. Меѓутоа, некоја посебна психичка подготовка за ова немав. Јас се радував на денот дека ќе имам оваа операција, што си овозможив финансии да отидам на оваа операција и бев среќна и знаев дека јас ќе имам резултати како сите пациенти на доктор Орен, така јас. Спомена дека одиш со 3 килограми плюс на операција, со колку килограми минус излегуваш од операција? Видете, оваа операција е кратење на желудник. Ние си излеговме со исти килограми после оперативниот зафат, меѓутоа времето си го прави своето. Значи, после 7 месеци од операцијата, јас сум минус 32 килограми. Денеска веќе славам 21 месец од операција и килограмите варираат 3 кила плюс минус, меѓутоа се обидуваме да ги држиме во контрола. И е многу полесно да ги држиме во контрола, затоа што тимот на доктор Гурда Лорен е буквално тим за слабење. Ние сме во комуникација со нутриционисти, па знаеме да држиме и диета. Првите 2 недели по оваа операција беше течен период, ликвид период, па следните 2 недели пире период и од 30-тиот ден почнуваме со храна со жвакање. И јас кога го слушнав ова дека ќе имаме вакви периоди течен, па пире, викав леле, ќе направам операција на желудник, ама дали можам да направам операција на мозок, не знам дали ќе издржам. Меѓутоа сите кои што ќе ја слушнат оваа емисија ваша, значи за овој и кои што имаат проблем со гојазноста, за овој проблем период воопшто да не се секираат. Зошто? Затоа што хормонот грехалин, кој што дава сигнал на мозокот дека ние сме гладни, по оваа операција е скратен. Ние не чувствуваме глад на почеток, затоа што хормонот е редуциран. Меѓутоа, со тек на време, и ние знаеме да чувствуваме глад, иако со мал желудник, со малку оброк се заситуваме. Меѓутоа, јадеме на секој 3 сата. Во текот на денот, можеби јадеме 6 пати, 6 до 7 пати, меѓутоа сето тоа е во мали количини. Не сакајки, јас станав првата девојка на Балкан која што има профил отворен пред операција. Ваква операција. Нормално дека на Инстаграм, на Фейсбук сум гледала многу американци, латиноамериканци со вакви профили и ете ја кога решив да одам на операција на 1 мај 2018 го отворив овој профил се со цел да помогнам на луѓе кои што ме разбираат. Кои што ме разбираат за да се одлучат и они да отидат на ваква операција, ако е успешна, ако реално има вистински резултати. Значи, на 1 мај го отворив профилот, луѓето првично беше, ете, мојот живот, се представив која сум, слики од мене, слики нормално од мојата операција. Знам дека денот на операцијата, веќе во 19 часот, пишав прв статус дека ете операцијата заврши. Нормално дека прво мои пријатели, блиски беа луѓе кои што ме следат, меѓутоа тоа, верувајте, прерасна во луѓе кои што се од целиот Балкан и денеска мотивирам и го рекламирам мојот доктор Гурда Лорен. Вистината е дека сите имаме резултати, фала на Господ имам резултати јас.
Многу ми се сладки коментарите од моите постари комши кои што ме гледаат и викаат: "Леле, девојче, што се случило со тебе? Имаш убава промена", иако можеби господите не знаат дека сум оперирана, меѓутоа ете во продавници или на автобуска ме гледаат и тие коментари ми се многу сладки, мили ми, сите коментари ми се мили за тоа што ете ја гледаат мојата разлика во мојата големина, габаритност. И има многу пациенти од Македонија кои што се одлучија благодарение на мојот профил, кои што го водам, да земат термин кај доктор Гурдалорен. Ако еден царски пораѓај има ризик 4%, менување кук 3%, ова иако не сум медицинско лице, нормално си знам затоа што сум се одлучила јас да отидам на една ваква операција. Жолчка вадење 1,6% ризик, бариатрик слив исто има ризик 1,9%. Меѓутоа, ако медицински гледаме, ризикот е мал. Многу битно е каде ќе се одлучат пациентите да одат на операција. Јас како девојка претпоставувам и ти исто, значи не одам да се шишам било каде, а не пак да отидам на операција кај било кој доктор. Јас морам ова да го кажам дека доктор Гурдалорен има опериран, работи исклучиво на тема обеси срџери, 5 операции на ден. До денеска сите негови операции се 100% успешни. Можеби денеска сум малце посреќна затоа што можам да отидам, да бидам на штикли цело време, да отидам на шопинг, да си купам буквално што сакам, затоа што носам 40 број. Што да кажам, посреќна сум затоа што тоа што сум сакала да го направам е успешно. Се чувствуваш ли поздраво? Има ли некакви... Околу моето здравје, пред 2 недели бев на ендокринолог да направам испитувања кои што треба да се прават после оваа операција и кај овој ендокринолог 8 септември кај што бев сум била исто и 2017. Самата докторка е презадоволна од резултатот на мојата крвна слика која што била 2017 ја споредуваше и сега. Значи буквално сите параметри се сведени на нормала. И финално, која е твојата конечна последна порака за сите жени кои што имаат проблем и со гојазноста, меѓутоа имаат проблем и со самодовербата и со... Мојата порака до сите гојазни, па дури и до родителите на гојазните деца, е дека денеска има хирургија за спас од ова. Гојазноста е проблем број 1 за иднината на еден живот. Додека е време, ако медицински било кој спаѓа во категорија на гојазни, треба ова да го направат. И ја лично сум била по доктори пред операцијава, сите ми кажувале мора да ослабнеш. Ријана, мора да ослабнеш, мора да ослабнеш. Меѓутоа како да ослабнеш? 5-10 кила да ослабнеш. Меѓутоа денеска имаме деца со 100 килограми. Имаме девојки, па и возрастни луѓе со повеќе од 100, 150, 200 килограми. Каков живот имаат тие? Значи, каков е квалитетот на тие луѓе со 150, 180 килограми? Мора да бидат свесни дека денеска има хирургија која што е успешна и реално со најдобри резултати. Секој нека инвестира во своето здравје со оваа операција. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Статистиката вели дека 1 од 3 школски деца во Македонија има проблем со дебелината. Приказната на Ријана е приказна раскажана за да ја мотивира. Вашето, но и здравјето на вашите деца да го земете во свој раце.
Слабењето е можеби една од најуспешните индустрии во светот, но од друга страна пак, дебелината е се почеста причина за смртност.